Градот Скопје во повеќе наврати информираше дека се превземаат нови 27 мерки за намалување на аерозагадувањето, како субвенции за печки на пелети и за електрични тротинети и велосипеди, гасификација, субвенции за изградба на фасади. И покрај тоа, скопјани едве чекаат да дувне ветер, за да го расчисти воздухот во Скопје. Една од новините со која Македонија и македонската метропола ќе се борат против PM10 частичките е забраната за возење на автомобили кои загадуваат животната средина. Со цел полесно препознавање на ваквите автомобили, истите ќе треба да поминат задолжителен технички преглед, пошто ќе добијат еколошка налипница во боја, во зависност од карактеристиките на автомобилот. Ова е мерка која ја подели јавноста. Дел од граѓаните ја поздравуваат, други пак велат дека најзасегнати од неа ќе бидат ниската и средната класа во Македонија. Сепак, не само автомобилите, и автобусите се загадувачи. Дали и на нив им се лепат вакви налепници, го прашавме првиот човек на град Скопје, Петре Шилегов, кој вели дека според неговите очекувања, возниот парк на ЈСП Скопје многу наскоро ќе биде обновен со автобуси кои ги задоволуваат еколошките стандарди. За жал, кога биле набавувани кинеските автобуси, а и што не се квалитетни, не било обезбеден нити нивниот сервис, нити резервните делови, така што во моментот во јавното сообраќајно предпријатие се поправаат оноку колку што може за да се спречат дефектите, меѓутоа баш заради немањето или необезбедувањето на резервни делови имаме потешкоти со тоа одржување, така што во дадени моменти кога интензитетот на густината на сообраќајот поголем во смисол на потреба од повеќе автобуси, само тогаш се пуштаат во употреба. Очекувам дека чим ќе ја завршиме поставка дека ги добиеме новите автобуси, таквата ситуација ќе ја нема. Деновиве многу често можеме низ градот да видиме стари автобуси на ЈСП Скопје, чии издувни гасови значително го загадуваат воздухот во градот. На нашето прашање, зошто овие автобуси се уште во функција, добивме одговор дека се користат како алтернатива кога ќе се расипат новите автобуси. Од старите автобуси, така наречените стари автобуси, се користат во оперативна употреба само 12, значи дел од нив веќе и не се во употреба. Знаете дека градот е иницијатор на обновување и во тек е постапка за обновување на возниот парк со еколошки прифатливи средства за јавен превоз, односно автобуси на газ. Ние ги повикавме и спремни сме и се уште како градоначалник сум спремен и на старите автобуси кои што во системот на јавен транспорт ги користат приватните превозници да ги субвенционираме во набавки, во трансформација на нивните автобуси од дизел на газ, а интензивно работиме и на евентуална можност за целосна промена на концептот на јавен превоз. Од мерките кои градот ги превзема против загадувањето на воздухот, наскоро според најавите од Шилегов, можеме да очекуваме и парк на кровот на градскиот трговски центар.